Вчера во посета на државата беше Антонио Кошта, председател на Европскиот совет, и јасно и недвосмислено кажа дека уставните измени се единствениот пат да се продолжи со европскиот пат на земја. И, како што кажа, ништо повеќе. Вистината излезе на виделина. Нема дополнителни гаранции, нема дополнителни услови. Постојат само уставни измени. Се друго е само измислица и само една кампања. Христијан Мицкоски и ВМРО дојдоа на власт со лаги. Ветуваа подобрување на нашата преговарачка позиција. Ветуваа менување на преговарачката рамка. Гаранции, понатаму уставни измени со одложено дејство. И сега е јасно, така како што укажувавме целиот изменат период, такви гаранции е невозможно да се добијат. Одложено дејство на уставните измени едноставно нема. И тоа беше лага со која што и Христијан и неговата банда ја манипулираа јавноста. И сега кога и самиот Антонио Кошта го потврди она што ние го зборуваме со години наназад, Мицкоски и неговата пропагандна машинерија продолжуваат со лажни вести и да шират лаги. Ќе јадеме корења, Швајцарија не е во Европска унија, Европа се распаѓа, Турција не е во Европската унија и веќе неговата позната изјава ни милиметар нема да се поместиме. Додека пола влада, пратеници, функционери на ВМРО имаат бугарски, односно европски пасоши во џебовите, сите други во државата и нивните деца сега треба да чекаат со децении според нив и замислете да јадат корења. Значи сите да јадат корења, а владата, представниците на власта со владиниот авион да одат на море. Дали е тоа патриотизам? Не, почитувани граѓани, тоа е само едно големо лицемерие. И тие кампањи преку ботови, скапо платени наративи и агенда практично копирана на нашиот северен сосед, е да се спречи внесувањето на малцинствата во уставот, а со тоа практично да целосно запре европскиот пат на земја. И не затоа што е загрозен македонскиот идентитет, туку заради тоа што е загрозена нивната криминална власт. Мицкоски и неговата организирана криминална група не сакаат во Европа затоа што таа носи европско судство, носи европско обвинителство, носи европска контрола, носи крај на телефонските повици на обвинителите. И сето тоа носи одговорност. Затоа и се служат со лажен патриотизам. Затоа ова прашање, што е пред нас, го нарекуваат бугарско прашање. А всушност станува збор за барање од секоја една земја членка на Европската унија. Треба да се внесат малцинства, не само бугарското, и хрватското, кое што тука живее, а веќе се спомнати други малцинства, кои веќе живеат во Македонија. И затоа се форсира тезата дека се преговара со Бугарија, а всушност се преговара со Европска унија. Ние, како државотворна партија која што носела сериозни и тешки одлуки, секогаш во историјата, рековме одамна. Подржуваме внесување на малцинствата во уставот и со тоа да продолжи европскиот пат на земјата. Така граѓаните ќе видат вистински бенефит. Ќе се отворат фондовите, ќе стигнат пари, тие ќе се трошат со сериозна контрола, граѓаните ќе почувствуваат вистинско подобрување на квалитетот на нивниот живот. Младите едноставно тука ќе гледаат иднината. Пред повеќе од една година, 7 април лани во Брисел, реков дека ќе поддржиме било какво подобрување на нашата преговарачка позиција, иако знаевме дека тоа не е возможно да се случи, затоа што нашиот тим тоа се обидуваше да го направи, меѓутоа тоа не можеше да се случи. Тогаш презедов одговорност да се направат уставните измени и да се отворат преговарачките поглавја со Европската унија. Нешто што кажав и пред неколку недели. Истото, вратете ги изјавите. Конзистентни сме на своите ставови. Знаеме дека некојаш не се популарни, затоа што луѓето се уште
се под влијание на силната пропаганда, на лажната пропаганда на ВМРО, дека има некаков ризик во уставните измени. Пред 8 месеци, лани у септември, понудивме да подпишеме сите партии заедно резолуција за националните црвени линии. Да се сподели со тоа одговорноста за се што ќе се случува во текот на преговорите. Понудивме пред неколку недели да споделиме одговорност и да одиме на референдум. Нека кажат граѓаните што мислат за ова. Затоа што не гласаа за оваа блокада на европскиот пат. А за се друго не можеме да даваме подршка на оваа криминална власт. Даваме подршка на процесот кој што започнува со уставни измени, значи отворање и затворање на поглавијата, како што тоа го поминале сите земји кои што пристапиле во Европската унија. Затоа што се работи за иднината на земјата и за иднината на децата, на младите генерации кои тука живеат и ќе живеат. Пред нас е историска шанса. Долги децении сме чекале оваа шанса. Ако ја пропуштиме, ќе помине моментумот и ќе се затвори оваа врата која што отвара Европската унија. Ќе останеме надвор од Европската унија, слепо црево на Балканот во Европа. Уште кој знае колку години и децении надвор. А гледаме дека со најавата и изјавата на Христијан Мицкоски дека нема да се поместиме ни чекор и дека сме спремни да чекаме со децении, тој таа изјава ја кажува со некако чудно задоволство. А таа цена сите нас ќе не чини прескапа. И затоа сме толку гласни и толку настојуваме со ова многу важно прашање за државата. Затоа што суштината на политиката е да се обезбеди подобар живот на граѓаните во земјата и подобра и посигурна иднина на државата. Мицкоски го слушаме изминатиот период. Сите граѓани што се за Европска унија ги нарекува со разни погрни зборови. Некој тели, талог, медиокритети, коленичари, некој ткива на општеството и тоа го гледаат. Сите луѓе тука го гледаат во Европската унија. Човекот што е професор и премиер. Ние не заслужуваме таков човек да води владата. Не може сите луѓе кои што живеат во држава и државата да бидат заложник на ваквите политики. Со Христијан Мицкоски и со ВМРО на чело на земјава, едноставно нашата земја нема перспектива. Едноставно немаме иднина. Немаме подобар животен стандард, едноставно ќе не контролира една организирана криминална група, ќе се организира околу партизираните тендери, ќе украде европската иднина во државата. Тој план веќе се спроведува. Бараме референдум, веднаш, власта да распише. Нивна одговорност. Треба граѓаните да кажат кој пат на развој на државата го сакаат. Затоа што никој тука не заслужува изолација. Заслужуваме да се интегрираме во Европа, каде што секако припаѓаме. Историски, географски, политички, културно и вредностно. Затоа се потребни реформи и потребна е Европа. Час поскоро. И благодарам. Треба да се праша владата зашто реформите не се исполнуваат. Зашто се завршени само 20% од реформите? Тоа е клучното прашање? Да, точно е дека има реформи, ама само 20% од тоа што е потребно. 20% од законите се само донесени. Сме имале на располагање близу 200 милиони евра, сме добили околу 65. Тоа е перформансот на нашата влада. Немаат капацитет луѓето. Немаат желба, немаат визија. Тоа не го кажувам јас, тоа се официјални податоци и бројки. 2 од 10 закони донесени до јуни. На продолжен рок. Тие 10 требале се донесат лани во јуни. За таква влада станува збор. Значи, тоа е перформансот на нашата влада. Понатаму, во однос на, ајде да разобличам и таа лажна кампања која што се води. Гледате, нема гаранции во процес на преговори, треба да се исполнат услови. Немало гаранции за Хрватска, за Бугарија, за Словенија немало гаранции. Па Италија ја блокирала Словенија на почетокот на 2000-тите години, додека не се решило прашањето со италијаните кои што живееле во тие делови. Тоа е отворено
прашање и за Хрватска тогаш со Италија, па се решиле тие билатерални спорови и продолжил патот. Значи се менаџираат проблемите. Се наметнуваат барања, има потреби, треба да се отворат кластери, треба да се затворат кластери, треба да се спроведе реформската агенда. Лага е тоа дека владата добро ја спроведува реформската агенда кај нас. Лага едноставно. Што не е направено која што треба. Сме ги изгубили и време, сме изгубили реформи и сме изгубиле пари. Тоа е фактичката состојба. Повторно кажам, тоа не го кажувам ни јас, ни СДСМ, го кажуваат бројките и табелите. Требале се донесат 10 закони до јуни 25-та, па сме добиле дополнителен рок до јуни 26-та. Само 2 од тие 10 се донесени. Па за каков перформанс ние збориме? Немаат капацитет луѓето, ниту желба. Конкретно на прашањето на ред. Предпоставувам дека се стравува да не се наметне некое барање за идентитетските одредници. За тоа зборуваме. А ако од тоа се плашиме, прво, зашто храбро да не влеземе у борба, да се бориме за држава? Како што сме се бореле и нашите предци се бореле со децении наназад. Кој не го земал идентитетот и јазикот? Со векови наназад, да не кажам. Никој не ни може да ни го одземе. И ние сега не правиме чекор кој што не е никаков ризик, плашејќи се да не се случи нешто. Цела Европа седи на маса, сите заедно ќе видиме за тоа прашање. Јас реков споделуваме одговорност. Ако тоа се случи, заедно седнуваме на маса и преговараме. То никој не може и не сме да го бара. И тоа е апсурдна, лажна предпоставка на оваа власт. Затоа што мотивите се други. Ете, тоа е суштина. Добро, тоа се нашите информации, дека е приведен и дава изјави. Јас не би сакал сега да коментирам во оваа фаза, нашите ставови сме ги кажале. Не сакам да коментирам судови, обвинители, обвинителство, судство и така натаму, затоа што не икам да ги имам манирите на Христијан Мицкоски. Да, мислам дека тоа не се добри манири. Така да почекаме, нека кажат институциите, после ќе го кажеме коментарот наш. Благодарам.